Сигурно знаеш дека јогуртот се добива од млеко. Дали знаеш дека исто така и бактериите се една од основните состојки во јогуртот? Да, бактериите, но не грижи се, овие се добри бактерии кои ги нарекуваме пробиотици. Илјадници видови бактерии среќно си живеат во јогуртот, а нивната работа е да го помагаат варењето. Јогуртот е добар начин за да се конзумираат што повеќе од овие добри бактерии. Во ова видео ќе научиме како се прави јогуртот. Прво, ни треба млеко. Пред да преминеме на следните чекори, треба да ја стерилизираме целата опрема за да ги уништиме несаканите бактерии и други микроорганизми. Сега може да започнеме. Млекото се загрева на температура меѓу 85 и 95 степени Целзиусови 15 до 30 минути. Овој процес се нарекува пастеризација. Тој ги уништува сите бактерии и други микроорганизми кои природно се наоѓаат во млекото. Потоа, млекото се хомогенизира. Со ова се сипнат масните капки во млекото за да се направат помали со што ќе се задржат во јогуртот, наместо да пропаѓаат и да го направат грудчест. Значи, ја стерилизираме опремата, потоа го пастеризиравме и хомогенизиравме млекото. Сега смесата се лади до температура меѓу 40 и 45 степени Целзиусови, па ги додаваме специјалните бактерии за правење јогурт. Смесата мора прво да се излади, инаку високата температура ќе ги уништи бактериите. Сигурно се прашуваш зошто сега додаваме бактерии, кога претходно вложивме толкав труд за да ги уништиме. Додаваме млечно-киселински бактерии, кои исто така се користат за производство на сирење. Два вида бактерии се користат за правење јогурт – лактобацили и стрептококи. Не грижи се, не мора да им ги научиш имињата. Само запомни дека се додаваат млечно-киселински бактерии. Овие бактерии се познати како почетна култура. Бактериите го скиселуваат млекото и го претвораат во јогурт. Лактозата е основниот шекер во млекото кој за време на ферментацијата бактериите го претвараат во млечна киселина. Бактериите исто така започнуваат да ги варат млечните протеини. Ферментацијата трае повеќе часови и за тоа време смесата се одржува на оптимална температура за работа на бактериите меѓу 40 и 45 степени Целзиусови. Бидејќи при ферментацијата се добива млечна киселина, pH вредноста на млекото опаѓа на 4,4. Поради ова, природниот јогурт има пријатно кисел вкус. Како што се намалува pH вредноста, млекото се претвора во необработен јогурт. Кога pH вредноста е доволно ниска, млечно-киселинските бактерии кои го прават јогуртот престануваат со работа за да не стане јогуртот премногу густ. Опаѓањето на pH вредноста исто така го спречува размножувањето на лошите бактерии. Згуснувањето се случува затоа што протеините коагулираат. Коагулација се случува кога течноста преминува во погуста состојба. Значи, ја стерилизираме опремата, потоа го пастеризираме и хомогенизираме млекото, па додаваме млечно-киселински бактерии за да започнат ферментацијата и коагулацијата. Смесата сега се меша и се лади до 5 степени Целзиусови и конечно добиваме природен и вкусен јогурт. Сега можеме да му додаваме вкусови и овошје, па да го спакуваме и да го пратиме за продажба. Прекрасно! Можеш ли да ги поврзеш поимите со прашањата за различните фази од процесот на правење на јогурт? Паузирај го видеото и започни. Дали ги поврза правилно? Ајде сега, дополни ги зборовите кои недостасуваат. Паузирај го видеото и пополни. Дали правилно ги пополни? Тоа е се за правењето јогурт, од млеко до вкусен јогурт со јагоди. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.